Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Православните христијани денеска ја прославија Василица. Во Прилеп се бараше паричката на среќата во бурек и мазник. Кружат лажни реклами за онлайн игри на среќа, предупредување од АПИС до јавноста за внимателност. Прилепчани се подготвуваат за водојавление фаќање на крстот. Пријувањето на оние кои сакаат да влезат во светените води е во општина Прилеп. Раковентарите на Прилеп ги стартуваа подготовките. Времето денеска сончево, но со утрински температури под нулата. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Естав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Естав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Православните христијани денеска ја прославија Василица или Стара Нова година. Во Прилеп се бараше паричката на среќата во бурекот или мазник.
Во Прилеп православните христијани ја прославија православната или Стара Нова година. Всушност се слава 3 празници. Стара Нова година се празнува Обрежение Господово и се слави споменот на Свети Василий Велики, кој се одбележува денеска. Православните верници традиционално со сукан мазник бурек во кој сите ја бараат паричката, денеска го славеа празникот верувајќи во паричката на среќата. Бурек или мазник се врти во секое домаќинство, на работните места, а овој адет покрај во семејството се практикува меѓу пријателите, колегите на работа и така натаму. На Василица верниците веруваат дека оној кој ќе му се падне паричката ќе биде среќен во текот на целата година. Во Радио Пела годинава паричката на среќата падна кај колешката Гордана Цветановска. Нека ни е среќно и берикетно новото лето Господово. Општина Прилеп со Православната црква во Прилеп се подготвува за одбележување на христијанскиот празник Богојавление Водици. Чинот на големиот богојавленски водосвет и фрлањето на Светиот крст ќе се изврши во водите на базентот при хотелот Салида Аквапарк на 19 јануари понеделник во 12 часот. Пријувањето на учесниците се врши во период од 9 до 15 часот во општина Прилеп во приемното одделение со задолжителна копија од лична карта на оние кои што сакаат да се фрлат по Светиот крст, информираат од општина Прилеп. Кружат лажни реклами за онлайн игри на среќа, предупредуваат од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа и апелираат до граѓаните да бидат внимателни. На социјалните мрежи масовно циркулираат лажни креирани дигитални вести кои во суштина се онлайн измама, која има за цел да навлекува посетители кои свесно и со умисла се ставаат во заблуда дека наводно компаниите членки на Асоциацијата преуредуваат онлайн игри на среќа. Овие измамнички вести упорно се пласираат на македонски и на англиски јазик. Лажните вести, кои измамнички го рекламираат спротивното, се обид за злоупотреба на користењето на угледот на членките. Од тука добронамерно им препорачуваме на нашите посетители да се информираат од официјалните комуникацијски канали на нашите членки, се наведува во соопштението на Асоциацијата за приредувачи на игри на среќа. Во меѓувреме Асоциацијата повика и на надлежните државни институции да преземат неопходни чекори за спречување на ваквите негативни појави. Ракометарите на Прилеп официјално ги започнаа подготовките за продолжението на Суперлигата. Фокусот е ставен на физичката подготвеност и енергијата. Промена во екипата и тренерскиот состав нема, а подготвителниот дел се одвива во салата на Средното општинско училиште Ристе Скиричко. Утре започнува ракометното Европско првенство. Од утре 15 јануари до 1 февруари Шведска, Данска и Норвешка ќе бидат домаќини на Европскиот шампионат за ракомет. Македонија повторно е дел од ова големо, сигурно и најквалитетно репрезентативно надпреварување. Црвено-жолтите ги чекаат тешка битка во Хернинг, каде ќе се играат надпреварите од Б групата. Македонската репрезентација настапува четврток и таа ќе ги одмери силите со светскиот и олимписки првак Данска во 20 часот и 30 минути. 2 дена подоцна е дуелот со Португалија, додека на последниот меч од групната фаза ќе се сретнат со Романија. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност, дуваше слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Минималната температура се движеше во интервали од -10 до -3, а максималната во Прилеп достигна до 8 степен Целзиусов. До петок метеоролозите предвидуваат дека ќе се задржи стабилно и суво време со услови за појава на утринска магла по котлините. Температурите ќе бидат во постојан благ пораст. Во деновите од викендот ќе имат зголемена облачност со услови за слаби локални врнежи од дожд, а на планините снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.